Шо лепит микрофонов, бе? Спайдермендан беше овде. Остваруваме. Него ве молам сите присутни во салава, помртнете се малце од местото. Пошто охриѓанец и бугарин гарант нешто ќе пропаднит. Ќе потонит манифестацијава, човече. Влег вид бугарин во ресторан во Охрид и ми кажа: извинјавајте, каде е тоалетната? Одма ме брат над Казанчено. Кај сте, скопјанишќа? Не можеше без тоа поминит. Знаете што е најако? Ко ви кажавме дека ќе направиме наплатна рампа Охрид, одма си абе не идам више. Кој курат, човече? Ама ве победивме со проекти. Сега автопат 4 наплатни до Охрид. Мухахахаха! Зашто наспроти се потребни се идеи. Најзаебано е кој ќе си искрен. Озбилно. Цел живот не учат да бидите искрени, чове. Ако си тотално искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на планетава. Озбилно. И учителката од 1 до 4. Да бидите искрени! Да си бидите другарчиња! Да не се мамите! Сретнија истата денеска и ти речит: море гледајте, снаоѓајте се какво дојде времево! Четро простор да си направ. И жениве, например. Стално не викат искрени да сме со ним. Да, бе, например: Злато, кажи ми, уба ми е косава! Не ти стој плава, готов си. Фала ти многу! Рече искрен да видам, кој курац! Да, ама не мораше така да ми го кажеш директно. Знаеш мене колку ми значи да сум ти препонај преуба. А сакат да се трудиш да си искрен. Например, си пушташ телевизија, оп, модна ревија, Викторија Секрет. Бо, мед да лижеш. Со крилја. Преуба е он, хула хопчиња, ова, она, и ти га. Идат женати. Шо, Златоан, ти се свиѓа случајно женски, бе? Овие? Ало. Овие ми се свиѓа, ти нормална си, мори. Да речиш некоја со гумени опинци. В гној до колена. Што за бикче нема чуено. Сакам си, поштовам. Жена со патина она. За да патиш во животот. Мене то ми е секси, навечер пред да се клецаме да ја оставит вилицата во чаша. User friendly она. Па како? Значи то си поштовам, јасно? А не ови опнала штикли танга и подвезиција ми се свиѓат, бе, маф ми се жати. Или да си искрен 100%, замисли со шефот на работа. Тоа е ко на граната, а скршиш орев со чеканче. Си викаш, кој курац, бе ми пукна филмот, ма све вам кажам в лице. Колегиве те поддржват. Брат, да му кажиш. Ти да му кажиш. Вчера правевме муабет, не знаеш колку си во право, човече. Во моментов Легвичев, шо е симпозиумов? А, ништо, колега, а нешто. Да, повелете. Шефе, сакам да ти кажам колку си проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш, сваѓаш, не е ко во амерички филм. Да, тој беше прогресивен, искрен му кажа, како да не. Да му кажеш све искрено на шефот на работа, знаете како ќе звучи брутално? Вака е од прилика. Шефе, сакам да ти кажам дека си едно капиталистичко пацерче,
кое што чувствува моќ кога групата го следи. Во суштина си мало учениче, седнато в ќош со голо меше. Зело прачка од жива ограда. Ја изљупило од... И мават по гладното улично куче за му покажит кој е овде газда. И те сваќам. Сите тоа го поминавме во пубертет. Немој да плачиш, шефе. Ако плачиш, нема да си играме поќе предпријатие. Животиште тоа. Значи, све искрено, ако си кажуваме в лице, нема да има договарање. Ако нема договарање, Охрид нема да е град на УНЕСКО, луѓе. Јебеш езеро, трач рубрика ме интересираш. Усете си? Да нема договарање, замисли. Жива депресија. Шо правиш, ре? Толку. Вака се преако е. Здраво, шо правиш? Добра, ево. Супер, леле, ево. Амор, ја видеа на со кој се фатила? Да, мор, леле, пача, вра! И така ти ја има прекрасно неделно попладне. Значи, ќе дам предлог да се направи олимпијада во Охрид во оговарање. И без допинг ќе сме најаки. Уствари, кој ќе видиш шо е допинг за оговарање. Секој ден да седиш варош по 3 сати на пенџере. Кој ќе и рече, баба Маре, ама германци не појаки се од нас во оговарање. Шо те гледам чуден. Не икам да се фалям, ама јас нешто да кажам, цел свет има да ме разбери. Со 2 збора 3 фамилии имам запустено во градов. Да си ја кажеме вистината, човече, нема постојат Јеховини сведоци. Си седиш ома неделно попладне околу 15 за 4 и слушаш на врата некој динг-донг. Отвараш, гледаш Библија, осмех и оделце. Добар ден, господине. Дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, житизе. Вчера да ми речеше некој дека ти денес во 15 за 4 ќе дојши и ќе ми покажи што е љубов, немаше да го вервам. Јас за друго сум дојден. Во вторник ќе има уништување на светот и само 125.700 ќе бидат спасени. Дали сакате да бидете еден од нив? Као го кажи човече ко вторник на бинго да ќе добие. Не, стварно, ако си ја кажеме вистината, стварно светот ќе пропадне, човече. Путин и Обама све в лице, ќе си спичкарет оп, нуклеарна војна. Чао, аморе. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа нема. Тихо, Господ, знаеш, ред да воспостави. Тихо, не туркајте се. За сите има место. Реков тихо, шо бе да не вратиш назад? И тоа ќе се појави Јеховиниот со списоков. И сега ќе видиме кој закае. Вие ништо нема да гледате во мојава куќа, јасно? Дечко, а јак сакаш викни го татко ти? Во тебе не вервиме. Катастрофа. Тоа е, искрено вака речено. Дали ги имате гледано реклами, несигурно сте ги гледале за Кока-кола, обично што ги прават околу Нова година. Значи, со кој од они, човече, ко да ги прават за друга планета, со кој од оние ликои ќе се идентификува? Татко, тој многу работеше и не знаеше дали ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Не? Пошо кај нас пола татковци се невработени киснет по дома. Мајка беше ги прегрнала своите 2 деца и се надеваше дека таткото сепак ќе стигне на новогодишната ноќ.
Единствено што се надеват една просечна мајка за нова година е дека вечерта ќе дае 2 епизоди од Величенствениот едно по едно. И поблиска е со Ферхунде отколку со децава свој. После дечко и девојка седнати во рекламава на клупа. Паѓа дожд, све е толку или снег, све е толку романтично. Во реалност дечко е в кладилница. И пцует за шлацио изгуби од Милан, човече. А девојкава стварно во реалноста седит на клупа и плачи. Плачи то на липа. Дал зашто депресија ја стега гадна? Или зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна. Ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата Oriflame маскара е стварно водоотпорна. Па после питачот идат во рекламава, сладко, мило старче, шо е среќно ако му дајш Кока-кола се напие. Во реалност питачов корнин на алкохол, човече. И дигал, дечко, суноце, сјаке те стигнем на ма. Дај певче. Или ракија. Колку да леп. Ако не пиши не завара, јасно. Катастрофа, човече. После куче и маче во рекламава. Јадат од исто пајнче, знаеш, љубав. Све за љубав. Во реалност, бе, порано се знаеше, кучиња доминантни, мачки потиснати, депресивни. Сега дали имате видено шо мачки имат по континери, бе? Се мачки тигри се, човече. На мац... Пукани она протеинска исхрана, ти се чини секој ден в теретана киснат мачки, бе. Страшно. И идаме до моментот кај што во рекламава идат Дедо Мраз со своите шлепери во градов. Да, имат фирма Дедо Мраз, не знам дали сте во тек. Она, експорт-импорт. Идат и хо. И све. Не, во реалност идат шлепери, ама не излегви Дедо Мраз. Не, излегват 2 батиња, попантоли со прерамки, меше и фактура. Тоа е то. Кока-кола, фабрика на радоста било. Ајде. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако има што да подигниш. Али се знаат кај нас кој е Кока-кола? Амди. Така. Само Амди, ако го оставиш 15 минути во фрижидер за длабоко, кој ќе исташ, ќе испотен и ќе освежува. Му паднал шекерот, измислиле Кока-кола Лайт. Останал Шворц Кока-кола Zero. Со жена му кој ќе водат љубов, кој ќе го откопчат шлицот, знаете што се дешават? Отвори за радост. Преко нива сите овака гледаат, на сите дава, на Спасе не му дава. На никој не дава. Уствари. Уште едно пиво, пиши. Света да биде главна женска, бе. И на Осман бек не му дава, знаеш. На Осман бек, Бог да чува, шо, не се мешаме, наши турци, не се мешаме. Свете, јас све би надсинхронизирал во Македонија, знаеш? Све. Ниту вика дали требало серии да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги надсинхронизирал. Да, ја би ги синхронизирал, документарци, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги надсинхронизирал. Шта е, стари бе, филмови, сте ги заслушали глумците стари филмови, кап? Цвете, наридот има турци.
Цвете, зар ке одиш со Осман бе? Како правиле кастинг порано? Кој ќе дојде некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење, бе? Јане Сандански, сте гледале за Јане Сандански за Мис Стоун филмот? Јане Сандански како е представен човече, што ќе представи? Јане Сандански, бе! Рекетар! Ој, дека си би ти, дечки, дој вам, што работиш ти? Так! Утаму дека, од Струмичка, што работел тамо? Што го направиле, секоја чест за покојниот и маестралниот Илија Милчин, да? Тој е толкова таа улога, али човече, не може Јане Сандански да биде, што го направиле? Филозоф, педерч! Као, Мис Стоун, ние овде во планините се бориме за правдата на Македонија. Која правда на Македонија? Абе, Јане Сандански со бркови, бе! Лук, кромит! Иде позади грмушка голема нужда. Грми! Наоѓа мече, со мечето се брише, човече. Рекетар. Јане Сандански, бе, херој, човече. Лук, кромит, ракија. Знаеш како е киднапирал Мис Стоун? Вака. На рамо во планините. А српска глумица у македонски филм сте заслушале? Не одите никаде, Вајводо. Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Овака Јане Сандански кој е фати. Ау, Вајводо, вие колку време сте овде во планините? Тоа е Јане Сандански, човече, бре. И не само тие филмови, све треба се синхронизира и порничи треба се надсинхронизира. Замисли македонски порнич, само како ја фаќа. Yeah, baby! Не, треба да ја фати. И само замисли. Стај го човече! Али чекај. Иде од позади камера лектор. Лектура. И дојѓа. Иде порнич, так. И вика на порнич. Леле, човек го кладе? Стави ми го сиот. Тоа е проблем у македонски оваквови филмови. Све е многу литературно, човече. Много е све суво и литературно, бе. Знаете ли как ми се преводите, бе? Го гледам оне Black Hawk Down. И оно јаува по радиостаница и мика на хеликоптер. Hey, the skinnies are coming. Where the fuck are you, motherfucker? The skinnies are coming. И доле преведуваат. Одете по ѓаволите. Доаѓаат овие гламненици. Шко разговарат така, бе, гламненици, бе? На еден друг филм вика This is my bullshit economy. И доле преведуваат расипано стопанство. Кога ќе те изнервира некој на семафори, гарантне му викаш: господине, вие ме удривте одзади, одете по ѓаволите. Ој да разговара така, бре, човече. Замисли, го гледам стално, сигурно овде стендап комеди, сите знаете, Пабло Франциско, најпознатиот, дели имитира трейлери. Да. И си викам, замисли од овие трейлери у Македонија да ги гледаш на синхронизиране. Као, например, за Lord of the Rings. И вика, чум, нели, битка, почнува тука, битка, искачаат коњи, иде, и почнува на македонски трейлерот. Нели, in the Middle Earth, the Dark Lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Зависи го на македонски. Во средната земја, темниот вештер Саурон го сакал прстено галива да ги сотре сите. Гледајте го на кино. Новиот Стопанот на прстените. Замисли го Роберт Де Ниро, такси драйвер, чаче. È tocca a me? Adesso è sbagliato, è tocca a me?
Пошто е, нели, диалект ке земат некој Охриѓанец. Море, човек! Шо ти имаш, човек? Шо мене ми изборваш? Ке те столчам! Замисли го, Scarface! Scarface, човече. И река 3,5 кила кокаин, Ал Пачино, 4,15, не сум баш сигурен колку има. И доаѓа се гледа на овакво, на екрани, како доаѓа да го убија тој другата банда. Излего Ал Пачино и вика: Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, say that to my little friend. Кој ќе го земат нас за Ал Пачино? Тоа синхронизирам. Најбољи глумец, кој би бил во Македонија? Моментално, мојот идол уште од деца, маестралниот Чичкомето Јовановски. И доаѓа да го убијат музика, кокаин, станове, ој станове вика: Соменели ке се зафркавате говеде едни. Соменели нерени мајковци. Кој сака нека зема друг? Кој друг кажете? Не знам, може помлад ке зема Васил Зафирчев. Кој се зафркавал дека? Господа, опи, дај ја пушката, опи! Не знам, може Кирил Пап Христов ке го земе. Ко се бре овде зајебава? Шугави селјаци. Не знам кој. Тони Михаловски. Да, може, Тони глумчиште исто може. Фамилија да ви е... Да. Данчо Чијеровски мојот декан. Господа, кој се забркава дека? Ајде, влези у деканат. Јовица Михаловски. Абе, кој се заебал, маму? Маму, си те ке расурам!